Почитувани колеги, добър ден. Въз основа на член 28 от статутът на община Гевгели отварям 62-та седмица на Съвета на община Гевгели. На днешната седмица са поканите Андон Сарамандов, градоначалник на община Гевгели, Ангелинка Петкова, председател на събранието на РСМ, Сашко Янчев, пратеник в събранието на РСМ, представници на общинската администрация, представници на Югоизточния Атлантски регион, представници на СО Йосиф Исифовски Гевгели, представници на ООО Владо Катарджиев Гевгелия, представници на ООО Кръстен Ситков Гевгелия, представници на ООО Ристо Шукев Негоци, представници на ООО Климент Охридски Миравци, представници на ООО Музичко училище Васо Кариянов Гевгелия, представници на ИО Библиотека Гоце Делчев Гевгелия, представници на ИО Дом на култура Македония Гевгелия, представници на ИО Детска радост Гевгелия, представници на ЕПК за Комуналис Гевгелия, представници на средствата за явно информиране. На днешната седмица са присъствни 18 членови на Съвета, от съвкупно 19 членови по общ брой Съвета. Според това постои кворум за пълноважно отчуване. За записничар е одреден вработени от Благой Картов, а за правник е одреден вработени от Благой Ристов. Записникът от 61-та седмица ви е доставен. Дали има забележки по истина? Ако няма, истина оставам на гласение. Кой е за да край наред? Има ли някой против? Въздържан? Нема. Констатирам дека записникът е усвоен. За днешната седмица го предложен следния дневен ред. Предлог заклучък за усвоюване на годишни извеща и за реализация на програмата за развой на Югоизточния Атлантски регион за 2024 година. Предлог заклучък за точка 2. Предлог заклучък за усвоюване на квартални извеща и за извършване на бюджет на община Гевгелия за 2025 година за период 1.1.25 – 31.3.2025 година. Предлог точка 3. Предлог измени и допълнуване на бюджет на община Гевгелия за 2025 година. Точка 4. Предлог програма за измени и допълнуване на програмата за уредуване на градежно землище в община Гевгелия за 2025 година. Точка 5. Предлог програма за измени и допълнуване на програмата за изградба, реконструкция, рехабилитация, поддържуване и защита на общинските улици и пътища в община Гевгелия за 2025 година. Точка 6. Предлог отлука за донесуване на урбанистическия план за село Негорци, КО Негорци, община Гевгелия, плански период 2018-2028 година. Точка 7. Предлог отлука за донесуване на урбанистически план за село Марзенци за разработка на блок 7, 12, 14 и 25, община Гевгелия, плански период 2018-2028 година. Точка 8. Предлог отлука за утвърдуване потреба за прифакване на инициативата от барател за изработка на урбанистически проект за КП брой 454 КО Марзенци, барател Георги Янев от село Марзенци. Точка 9. Предлог отлука за утвърдуване потреба за прифакване на инициативата от барател за изработка на урбанистически проект за КП брой 6424 КО Гевгелия, барател Георги Калков от Гевгелия. Точка 10. Предлог отлука за утвърдуване потреба за прифакване на инициативата от барател за изработка на урбанистически проект за село Новоконско, КП брой 188 КО Новоконско, барател Слободен Ристов от Гевгелия. Точка 11. Предлог отлука за собствено учество на община Гевгелия в проект за изградба на улица Ново планиране Индустрийска 2, община Гевгелия. Точка 12. Предлог отлука за кофинансиране на проекти на граждански организации в рамките на явните помощи, организирани преко регионалната програма за локална демократия 3 РАЕ ЛОА Д3. Точка 13. Предлог отлука за понищуване на отлуката за обезбедуване еднократна финансова помощ за пожарна кутия. Точка 14. Предлог правилник за користение на недвижни ствари за собственост на община Гевгелия от страна на сдружение на граждани, фондации и съюзи от община Гевгелия. Точка 15. Предлог отлука за даване съгласност за отодюване на движни ствари, паркет, употребован, изведена в спортската сала на основното училище Владо Катарджиев Гевгелия в собственост на община Гевгелия. Точка 16. Предлог програма за измени и допълнуване на програмата за активностите на община Гевгелия в области образованието за 2025 година. Точка 17. Предлог програма за измени и допълнуване на програмата за финансиране и програмни проекти от областта на културата от интерес на община Гевгелия за 2025 година. Точка 18. Предлог програма за работа на локалният младенски съвет на община Гевгелия за делогрупата на млади и службените за млади за 2025 година. Точка 19. Предлог решение за верификация на мандатите на членовете на локалният младенски съвет на община Гевгелия. Точка 20. Предлог решение за усвоюване на измените и допълнение
СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија за 2025 година. Точка 21. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на СОУ Јосиф Јосифовски Гевгелија за 2026 година. Точка 22. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на Основното училиште Владан Караджиев Гевгелија за 2025 година. Точка 23. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Основното училиште Владан Караджиев Гевгелија за 2026 година. Точка 24. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на Основното училиште Крстен Исисков Гевгелија за 2025 година. Точка 25. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Основното училиште Крстен Исисков Гевгелија за 2026 година. Точка 26. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на Основното училиште Ристо Шуков Неговци за 2025 година. Точка 27. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Основното училиште Ристо Шуков Неговци за 2026 година. Точка 28. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на Основното училиште Климент Охридски Миравци за 2025 година. Точка 29. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Основното училиште Климент Охридски Миравци за 2026 година. Точка 30. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на Основното музичко училиште Васил Карјанов Гевгелија за 2025 година. Точка 31. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување на Основното училиште Васил Карјанов Гевгелија за 2026 година. Точка 32. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на ЈО библиотека Гоце Делчев Гевгелија за 2025 година. Точка 33. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на ЈО Дом на култура Македонија Гевгелија за 2025 година. Точка 34. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањето на финансискиот план на ЈО Детска радост Гевгелија за 2025 година. Точка 35. Предлог решение за давање согласност на дополнувањето на годишниот план за вработување на ЈО ДГ Детска радост Гевгелија за 2025 година. Точка 36. Предлог решение за давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКВ Комуналец Гевгелија за период 1.1.25 31.3.2025 година. Точка 37. Информација за состојбата и активностите за качењето скитници во општина Гевгелија. Точка 38. Информација за состојбата со снабдување со вода за пиење во населените места во општина Гевгелија. Точка 39. Информација за состојбата со хидранската мрежа во општина Гевгелија. И точка 40. Советнички прашања. Отварам претрес по предложениот дневен ред. Дали некој се јава за збор? Романчев. Благодарам, председателе. Почитуван градначелник, почитуван председател, почитувани колеги, почитувана гевгелијска јавност. Се извинувам, не е по дневниот ред, туку е мојата забелешка ќе биде во однос на во однос на датата на закажувањето на денешната седница, затоа што денес е денот, морам да се го кажам, не е лично мое мислење, тоа е мислење, претпоставувам, на целокупната јавност во општина Гевгелија. Денес е денот кога една генерација од нашата општина го запишува крајот во училишните клупи во средното образование со еден прекрасен матурски танц. Танц кој буди емоции кај сите нас. Дали како родители, дали како наставници, дали како директори, дали како граѓани. А вие, господине председателе, баш на овој ден, намерно или ненамерно, или некако како да не знаете кои се случувањата во нашата општина, во нашиот град, баш на денешен ден ја закажувате оваа седница. Мислам дека едноставно само тргнувате од ваши лични интереси, јавноста ја нема никаде, ниту пак јавните настани. Благодарам. Благодарам вам.
Друг некој за збор? Атанасов. Почитуван председател на Совет, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувана јавност, почитувана општинска администрација. Пред добивањето на дневниот ред за ова 62-та седница, Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз поднесе 3 точки за дневен ред, од кои едната е ставена советнички прашања, додека другите две информација за состојбата со спортските клубови ЖРК Гевгелија и ФК Кожув општина Гевгелија и втората информација за реализација на програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на општина Гевгелија не се ставени на дневен ред на денешната седница. Исто така, за претходните седници беше поднесена уште една точка за дневен ред, информација за состојбата со средствата за заштита од пожари, односно за противпожарните апарати на партначи во јавните општински установи на територијата на општина Гевгелија. Значи, овие точки не се ставени како составен дел на дневниот ред. Барам администрацијата да знам дали го има запознаено со нашиот предлог на председавачот на Советот и зошто не се ставени. Воодно ја користам ова прилика и присуството на председавачот на Советот и на градоначалникот да апелирам до нив во рамките на своите надлежности и можности, бидејќи во претходните денови, кога многу граѓани на општина Гевгелија се обратија до нас за прекинувањето на електричната енергија од страна на ЕВН, кој ќе се случи во недела наутро во 3 часот, додека се уште траат матурските прослави, и мајке во предвид дека на цела територија на градот ќе нема електрична енергија, и мајке во предвид и изменетиот сообраќајен режим на самиот влез во градот, апелирам до најмногу до градоначалникот, ако може тоа да се одложи барем за следниот викенд или во некој друг термин, бидејќи има доста загрижени родители кои се загрижени за безбедноста на своите деца, а и на нив самите. Ви благодарам. Ако се обидам и двете некако мислоти поврзани, да ги искоментираме. На почетокот само една реченица. Моje лично убедување и моја практикување, од кога знам за себе, во професионалниот дел, е дека квалитетот на комуникацијата е многу важен елемент во современото општество, во насока на постигнување на квалитетна подготовка на било кој настан или активност, во случајот и подготовка на седница на Совет. Во таа насока, не случајно добивате најмалку 3 недели пред одржување на дата на седница на Совет, датум во кој што се потенцира дека истиот датум се предлага. Тоа го имате на знаење сите 19 и доколку од било каква причина, било кој од тие 19 смета дека не би требало баш тој датум да биде избран, на првата моја седница, од кога ја превзедов оваа позиција, ви кажав дека сум отворен за соработка во било кое време, за било што, контактирајте и ќе се најде заедничко прифатливо решение. Датумот беше поставен, после 2 недели потврден, од никого реакција немав и сега овде слушаме патетики и драматики. За точките кои што ги предлагавте, повторно се повикувам на квалитетот на комуникација помеѓу субјектите вклучени во одреден процес, во случајот советници председател на Совет. Ние некое начално разбирање имавме, колега Атанасов, нешто не се држиме до истото, така како што е ваш изборот, јас тоа ги почитувам, не можам да ја форсирам, па ќе одиме поред. Првата што ја поднесете барање со 3 точки, се однесуваше на 61-та, па после и за 62-та имате пак 3, од кои некои ви се повторуваат. Убаво, вие се повикувате таму некои точки, член 22 од статут на општина, член 59 статут 2 од деловник за работа. Меѓутоа има и некои други членови тука на кои што треба да се повикат и добро да ги прочитате, а тоа е вообичаена пракса која што ако се прекршува
имаме бурни реакции од повеќе советници, дека кога е редовна седницата, кога се редовни точките, редно е истите да бидат доставувани 7 дена како материјал до сите советници. Вие со доставувањето на овие точки, и првиот и вториот пат, тој момент не го почитувавте. И затоа беа ставани на седница и се стават, гледате дека јас не бегам од тоа, меѓутоа во разумен рок, а тој разумен рок немам друга можност, освен да го поставам на седницата наредна, односно потоа. Тоа што го баравте од 6.1, евете го имате за 6.1, евете го имате денес. Тоа што под притисок го баравте за 6.2, ќе го разгледаме за наредната. И се што е тоа што баравте. Ова е за прво. Состојбата со хидрантите и хидранската мрежа ја имате каква информација. Сега бевме во можност и општинската администрација, која што многу ја почитал миналото време, и ја добивте. Советничките прашања, точка 3, ја барате 2 пати. И минатиот пат и сега, денес ја имате. Барате информација за состојбата со средствата за заштита од пожар, ПП апарати на партњачи и слично во јавни општински институции на територијата на општина Гевгелија. Тие институции се средното општинско училиште Јосиф Христовски Гевгелија, основните училишта Владо Кандарджиев, Крстен Сирков, Христо Шукрев, Климент Охридски, музичкото училиште Васко Каријанов, библиотеката Гоце Делчев, Дом на култура, Работнички универзитет Кирил и Методий, Пионерски дом Јосиф Роз Титов. Детска радост учествува со 7 објекти. Административна зграда на општина Гевгелија, барака на одделение за локални данъци и такси, барака на систем 48 и одделение за лер, просториите за сектор урбанизам, канцелариите за комуникација со граѓаните Неговци, Пардејци, Миравци и Богоровица 34, простории на ТПП, простории на Флори, тоа се институции на кои што од каде што вие барате информација. 27 на број. Најмалку 20 представници треба да остават информација, како што знам вие, барањето тука поставено сложено. 20 представници тука треба да се организираат, да даваат своје образложение за информацијата што ја доставуваат. Мислам дека барањето ви е не баш најсоодветно, срочено, да имавме директна комуникација, може би ќе најдевме некој решение. Меѓутоа, вака како што го барате, јас вака го прочитав, вака го разбирам, ова е за мене невозможна мисија. Прво. Второ, кажете ми една седница, назад колку години, децении сакате, каде што имало ваква точка, дури и кога имало исто така во минатото непријатни моменти со пожари, сега да не ги споменуваме, не е ова последната несреќа што ни се случи единствена, па Совет на општина Гевгелија такви информации не барам. Од тие причини јас мислам дека вие како многу загрижени може да си формирате еден тим, да си ги посетите сите овие 27 локации, подготвите информација, доставите ја тука, ќе ја ставиме на седница на Совет, ќе ја разгледуваме. И имате информација, барате за дезинфекцијата, дезинсекцијата и деретизацијата на општина Гевгелија за годината која? Каква информација барате? Малку да ја дополнете со детали, јас не разбирам вие што воопшто барате. Единствено знам дека дали беше на минатата, се чинам на предминатата седница, имаше овде извештај за работата на инспекторот за животна средина и овој сегмент беше опфатен. Доколку сметате дека не е доволно, прецизирајте ја малку информацијата што ја барате, па да се потрудиме да ја доставиме. Во секој случај имате денес советнички прашања, имате можности да се информирате малку по-детално за се што сметате дека ќе треба. И имате уште една информација која што не гледам јас дека е баш како тајминг најправилно избрана сега да се бара, особено не што вие точно не барате кој да ви ги даде овие информации, а јас колку што ги следам состојбите во општеството, сите активности поврзани
со случувањето во спортот, се во тек. Сите се живи, сите се активни, со вклучени еден куп чинители поврзани со спортот. Тоа што може да ви го понуди општинската администрација и градоначалникот, имате денес советнички прашања во рамки на ингеренции, веројатно ќе добиете и задоволителен одговор. Мислам дека не пропуштив ништо, благодарам. Дали некој друг се јава? Не сте задоволни? Поверите. Почитуван председателе, навистина ќе барам од вас одговор да ми кажете како тоа вие увидовте дека советничката група под притисок ги поднела тие точки за дневен ред. Беа уредно доставени, ќе бараме администрацијата да потврди, пред да го добиеме дневниот ред во петокот во близу 16 часот, беа пред тоа доставени уредно на архива со заверен примерок. И со тоа се испочитувани сите рокови за тие да бидат на оваа седница. Ако вие не сакате да ги ставите на дневен ред на седница, треба да ги прочитате точки, па мнозинството нека ги одбие за да не бидат на дневен ред. А убаво знаете дека таа е праксата за поднесување на точки на дневен ред и сега не била наведена годината за која година за програмата за дезинфекција за во ред. Од технички аспект може не е наведено, се знае за која година се мисли. Затоа мислам дека е коректно од ваша страна да ги ставите, да советниците да ги гласат дали сакат да бидат составен дел на дневниот ред. Ако не сакат во ред, благодарам. Благодарам и вам. Нема што да додам, некој друг за збор. Кажи Никола. Почитуван градоначалник, председателе, колеги советници, гевгелиска јавност. Навистина е жално што нема да ги гледаме матурантите, затоа што сум имала прилика да ги гледам моите деца. Секако нема да бидат надвор, кажа дека ќе бидат во спортската сала. Ама знаете дека на 24 април бевме обавестени кога е седницата. Можевте тогаш да реагирате. Има и други активности они денес. Не беше само танцот. Требаше и во паркот да имат, да остават трага од својата генерација, да посадат нешто. Можевте пред тоа, значи во април бевме обавестени. И секако ќе беше смената датата. Понапред или покасно. Благодарам, колежка Николова. Колеги, друг за збор? Уште сме на дневниот ред. Нема. Ако нема, го ставам предложение од дневен ред на гласање, кој е за, молам нека крене рака. 12. Против? Воздржани? Останатите не гласат. Констатирам дека предложение од дневен ред е усвоен. Минуваме на работа по усвоениот дневен ред. Точка 1. Предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2024 година. Почитувани советници, почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот на општина Гевгелија и оваа година, како што е редот, Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, каде што е дел и општината Гевгелија, го има пред вас, нели, го предложи на усвојување извештајот за работата за 2024 година. Пак ќе напоменам дека во овој извештај се сублимирани извештаите
од сите 10 општини. Значи, тоа е темплейт кој што согласно правилниците и актите на Министерството за локална самоуправа, општините се должни на определени прашалници да ги пополнат податоците кои што го сочинуваат комплетниот извештај на Центарот за развој на Источниот плански регион. Значи, во изминатата 2024 година реализиравме неколку проекти во кои што беше вклучена нормално и општина Гевгелија, но исто така ни беше година во која што аплициравме поголем број на проекти, посебно на повикот за прекограничната соработка од ИПА програмата со Република Грција и во Источниот плански регион доби 4 проекти во вредност од некаде од 1.800.000 евра. Би ги истакнал тука и позначајните за Гевгелија, бидејќи Гевгелија е вклучена во 3 од 4 добиени проекти. Итната помош при општата болница во Гевгелија ќе добие во наредните 10 месеци ново амбулантно возило, комплетно опремено, ќе добие исто така обука за вработените, односно лекарите во итната медицинска помош. Значи, тоа е еден поголем проект во кој што се вклучени 4 итни помошти од регионот, Гевгелија, Валандово, Струмица и Радовиш, добиваат исто опрема, но опремата за општата болница Гевгелија е димензионирана и за Дојран, и за амбулантата во Дојран. Граничниот премин Богородица, както и останатите 2 гранични премини Дојран и Новосело, ќе добијат дефибрилатори и обука за цариниците. Затоа имаме подпишано меморандум за соработка со Царинската управа на Македонија. Исто така, во рамки на овој проект е предвидена обука за 50 лекари од итните помошти од регионот во Република Грција. Значи, обука и сертифицирање на лекарите и бидејќи имаат обврска во периодот што ќе следува до реализација на проектот да обучат 700 граѓани за да ги користат тие автоматски дефибрилатори. Еден таков дефибрилатор ќе биде поставен во општината во Гевгелија, во објектот на општината, друг ќе биде поставен на градскиот пазар, така да сметам дека од овој проект значително ќе подобриме капацитетите на итната медицинска помош во регионот. Овој проект го нагласувам и сметам дека иако сите се значени, овој е најзначаен за нас како регион, затоа што сметам дека како Центар за развој и со општините заедно значително ќе предонесеме за подобрување на состојбата во здравствените услуги во регионот и во Гевгелија. Исто така, вреден за споменување и е проектот со кој што Гевгелија, покрај тоа што минатата година ова и во извештајот, добивме 20 техничка документација за 20 брзи полночи за електрични возила. Тоа е посебно значајно за Гевгелија, бидејќи Гевгелија е погранично место и многу поголем број на туристи, знаеме, тука се мерат веќе во илјадници, поминуваат на овој простор и сметам дека со тие технички документации кои што ги обезбедивме, а во меѓувреме за 600 дни добивме можност да ги реализираме. Тоа исто така во проект со Република Грција, со Институтот ЦЕРК и општината Терми. Еден од тие 6 полночи е овде во Гевгелија, чи станува збор за да направиме разлика, сепак таа проблематика влегува помеѓу нас и не е се уште јасна, настанува збор за брзи полночи од 180 киловати, истовремено ќе може да се полнат 2 возила и некаде тајмингот за полнење на едно возило е околу 25 минути. Не од оние нели што ги имаме на располагање, кои што подолг период, по неколку сати или десетина часови треба да се чека за да се наполни батеријата на таквите возила. Исто така во третиот проект, што е за Стапена Гевгелија, ќе се обезбедат
Тоа е проект за да ги подобриме условите за нашите сограѓани со посебни потреби. Ќе се реализира на територијата на целиот регион. Гевгелија ќе добие неколку монтажни пристапни рампи, ќе добие возило специјално за лицата, за изнемоштени постари лица и лица со посебни потреби. Тоа возило чини некаде околу 20.000 евра, па ќе видиме финално после постапките, но сепак станува збор за еден иновативен пристап како да им помогнеме, да си закажат на апликација. Тоа тука со општината треба и заедно со советот да одредиме кој ќе биде надлежен да управува со тоа возило, односно да биде во негова не собственост, туку да го користи за да им овозможи полесен пристап на овие граѓани наши сограѓани со посебни потреби. Исто така во тој проект ќе го споменам што е од исклучителна важност за регионот, предвидена е изградба на инклузивна плажа со сите пропратни елементи за да можат лицата со посебни потреби да ги користат условите на Дуеранското езеро за летен туризам со специјални ленти, со специјални, како да кажам, машини за да можат да влегуваат во езерото, да излегуваат, значи да не им пречи песокот, сите има со специјални ленти за да стигаат. Значи тоа е еден цел склоп на елементи кои што досега во Македонија нема таков проект реализирано. Тие се значи проектот со медицинската помош, со амбулантните возила, потоа проектот со полначите, значи предвидени се полначи во Радоби, Струмица, Новосело, Валандово, Дојран и Гевгелија. Го имавме во предвид да бидат на секој 25 км во регионот и да бидат во близина на трите гранични премини кои што се во рамките на Југоисточниот плански регион. Тука би ги напоменал уште неколку проекти кои што веќе потпишавме договори или се во фаза на реализација и сметам дека овие година и неколку месеци беа сериозно успешни за Југоисточниот плански регион, бидејќи тековно ги реализиравме и проектите кои што ни ги овозможуваат домашните извори на финансирање, пред се мислам на Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа, со кои што имаме добра соработка, но таму согласно проценти, согласно степенот на развиеност, Југоисточниот плански регион заедно со општините користат определен процент на средства, како што споменав, согласно степенот на развиеност на регионите. Можам исто така да споделам уште еден момент. Беше изработен согласно сите индикатори, законски индикатори, нов степен на развиеност за територијата на целата држава. Во претходниот период ние заедно со Скопскиот плански бевме најразвиени како регион, но сега тој степен е малку повисок, значи спаѓаме некаде во средината, според степенот на развиеност. Тука пред се должи на патната инфраструктура, бидејќи единствена општина која што не е поврзана со автопат, реално е Гевгелија. Сите останати мисли со регионални патишта и за сметка на тоа останатите региони добија експресни патишта, автопати и во меѓувреме тие индикатори ја подобрија сликата, но тоа ни носи повеќе средства на располагање. Согласно степенот на развиеност. Колку си повеќе развиен како регион, процентот се намалува за користење на средства, како за општините, така и за Центарот за развој. Доколку тој степен на развиеност е понизок, процентот е повисок и регионот и општините согласно повиците кои што го имаат во предвид регионалниот развој, добиваат можност за да
за да искористат повеќе средства од буџетот на државата. Во однос, пак ќе напоменам, на овие алоцирани средства од буџетските линии на државниот буџет. Има повеќе активности кои што ги реализираме во текот на годината. Пак ќе кажам, овде не е само дел од овој извештајот на Југоисточниот плански регион, туку е извештај и на 10 општини кои што го сочинуваат Југоисточниот плански регион. Во тек е, како што знаете, односно во некоја би рекол фаза на реализација по одмината ДТВ Партизан, салата ДТВ Партизан, од одредени објективни причини, изведувачот ќе користи времето до крајниот рок и се надевам дека во текот на летото овој објект ќе биде во целост завршен и Гевгелија ќе добие уште еден модерен спортски објект. Еве, да не должам многу, ви оставам на располагање доколку имате некои прашања, ви стојам на располагање да одговорам. Ви благодарам. Благодарам на излагањето. Колеги, отвараме претрес. Демирџиев. Благодарам председателе. Почитувам председателе, почитувам градоначалник, колеги, советници, представници од општинската администрација и представникот од Југоисточниот плански регион. Вака сега, за денешната седница прво добивме наслов, односно точка на дневен ред, усвојување на годишен извештај за реализација на програмата за развој на Планскиот регион за 24-та. Добивме материјали за годишен извештај за целиот Југоисточен плански регион, а денеска од вашето излагање слушнавме, јас предпоставувам, мене така ми личише, планот за работа на Југоисточен плански регион за 25-та година, бидејќи ако добро ве разбрав, сите тие 4 проекти на кои што им обрнавте големо внимание беа за во иднина. Ке има возило во итната помош, ке има полночи за кола. Прво рековте едно има во Гевгелија, потоа рековте дека е предвидено. Ке се обезбедат услови за лица со посебни потреби. Јас предпоставам дека сите овие активности што ги спомнавте, или инклузивна плажа, не ни се во извештајот ставени во дел од реализирани средства. Ке ми одговорите на крај. Сега, бидејќи извештајот е таков каков што е, предпоставувам тоа ви е еден единствен извештај кој што го давате во сите 10 општини, само со различен наслов. Меѓутоа, ние сме општина Гевгелија. Завчера на комисиите побаравме преку општинската администрација да ви искомуницира и доколку сте во можност да не дадете посебен осврт на општина Гевгелија, и тоа го баравме и минатите години, каде што се сеќавам дека рековте ќе се потрудите да биде издвоено, бидејќи навистина не е јасно. Малку се дури активностите, да не речам така паушално напишани, и посебно ми се интересни тие активности каде што пишува, еве, например, изработка на техничка документација за полночи за електрични возила, вели сите 10 општини во Југоисточен плански регион, а износот е 4 милиона. Ајде, може би овде техничката документација се изготвува наеднаш. Имаме дезинсекција и третирање за заштита од комарци во Југоисточен плански регион. Вели 10 општини во планскиот регион и истрошени реализирани средства 4 милиони и 100. Колку тие средства се реализирани за Гевгелија? И сите други проекти каде што пише дека се опфатени сите 10 општини, овде има во фаза на имплементација, значи не се реализирани средства, да не спомнувам. Значи, за да го разбереме на ние извештајот, ни треба информации.
изградба на нови линии за улично осветлување, нереализирани средства 1 милион денари. Ние треба да имаме извештај, пишува општина Гевгелија. Што е тоа што е реализирано со ваквата активност? Расчистување на одводен канал Рауль Гевгелија. Вели реализирани средства 1 милион 114 000 денари. Реконструкција на училишно спортско игралиште. Кој е училишно спортско игралиште? Значи, од информациите што на крајот ги има лично за Југоисточен плански регион во однос на финансиите, приходи и расходи, велите има трансфер на средства од општините за прскање против комарци 4 милиони 242. Колкав дел се трансфер од општина Гевгелија? Ми беше интересна една ставка приходи од поврат на позајмици, од кој тоа позајм во Југоисточен плански регион. Какви се тие позајмици? Еве, имате комплетно детален извештај, меѓутоа за нас многу обширен, потребен или непотребен, сите може да заклучиме и заради тоа беше и нашето барање упатено кон вас, за да не биде издвоено, конкретизирано и појасно тоа што ние треба како општина Гевгелија да го знаеме. Благодарам. Благодарам вам. Вие имавте некои прашања? Ваш коментар, поведете. Почитувана советничка, значи ви благодарам на забелешките, добро е да разјасниме затоа во моето презентирање за извештајот спомнат дека овде се сублимирани извештаите согласно одреден темплейт на Министерството за локална самоуправа за сите 10 општини. Значи тоа што е реализирано во 10 општини е ставено во извештајот. Значи не е наша надлежност да ги менуваме документите кои што се акти и повеќе години така функционираат. Знам на повеќе места советниците викаат да ги издвоиме посебно. Значи ова со јавно осветлување, расчистување на раулјот, како го нарекувате каналот, реконструкција на игралиште, тој од извештајот што ни е поднесен до нас на прашалникот од страна на општина Гевгелија. Значи тоа не е реализирано од страна на центарот. Ќе одам со ред. Во однос на проектите со Грција, јас реков дека минатата година подготвувавме проекти, имаше една фаза каде што конкуриравме како концепт ноти, конкуриравме од 161 поднесена апликација, вкупно во две фази, условно да кажеме, на елиминација, финално Југоисточен плански регион доби од 16 одобрени проекти од 4 региони во Македонија, Југоисточен, Вардарски, Пелагониски и Југозападен, и двата во Република Грција, Централна и Западна Македонија, ќе биде корисник на средства за 4 проекти. Тоа е еден навистина неверојатен успех за било каква институција. Тие што работат со проекти знаат што значи да една институција добие 4 проекти, че ние ги подготвувавме и ги аплициравме во 2024 година. И затоа ги спомнувам, значи веќе сме во фаза на подпишување на договорите. Почеток на проектите ќе биде најкасно до крајот на јуни ќе започнеме со реализација на проектите и еден проект од овие, најверојатно, значи уште сме во фаза на одлучување, ќе се води овде од општина Гевгелија. Значи наместо да го централизираме, да ги централизираме работите, да бидат водени од едно место, една канцеларија за водење на овој проект ќе биде овде во
во Гевгелија, во општинска просторија во Гевгелија, ќе биде ангажиран проектен асистент, менаџерот на проектот е еден од вработените во центарот и во наредните година до година и пол ќе бидат реализирани најголем дел од активностите за реализација на тој проект. Исто така и останатите 4, односно 3, вкупно 4. Затоа го спомнав, бидејќи самата подготовка на апликациите и аплицирањето беше во 2024 година. А во 2025 само беше финалната одлука кој од апликантите добиваат проекти на тој повик. Значи, ако го сметаме, само ќе ви кажам, не би сакал некого да го ставам во неповолна позиција, и Источниот плански регион, односно Центарот за развој, доби 4 проекти да реализира, Вардарскиот ниту еден, и го Западниот ниту еден, Пелагонискиот еден. За да ви дадам, мислам да ви предучам за каков успех станува збор. Значи, тоа е пред се успех на вработените кои што ја сработија нивната работа перфектно добро. Тоа се гледа од самиот резултат. И во однос на ова ги издвоив се работите се што ќе бидат претежно е опрема. Значи, нема градбени работи затоа што малку се по-специфични градбените работи, треба технички документации и така натаму. Затоа се полначи амбулантна опрема, опрема со која што ќе се подобрат условите за функционирање на лицата со посебни потреби во цел регион. Имам уште еден проект каде што ќе ни биде како пилот проект за територијата на цела држава, термална камера со која што ќе го следиме Струмичкиот микрорегион, ќе биде поставена на зградата на општина Босилово. Таа камера за прв пат ќе биде инсталирана не само овде во нашиот регион, туку и пошироко. И со мониторинг, значи самата камера има можност во идеални услови да снима на 65 километри, се врти 360 степени, дури 1/3 од општина Радовиш го гледаме. Значи, мониторинг системот ќе биде поставен во противпожарната станица во Струмица и во Центарот за одговорање со кризи. Во рок од 3 минути потврдува самиот систем дека на тоа и тоа место има пожар. Значи, Гевгелискиот регион е малку по-специфичен. За да добиеш проект, да го изработиш добро и да го добиеш, мора да има бенефит што е можно повеќе граѓани од регионот. Значи, ние како регион кога аплицираме, гледаме да бидат опфатени што е можно повеќе граѓани и територии од регионот на општините. И таа, како да кажем, стратегија се покаже како успешна. Околу прскањето за комарци. Во 2024 година Гевгелија и Богданци не беа дел од заедничкото прскање во Источниот плански регион. Високи посоветник, треба да знаете дека општина Гевгелија си распиша тендер, си целата обврска си ја заврши како да кажем, како општина, не е дел од, значи остануваат Богданци и Гевгелија, не се дел од заедничкото прскање ниту во 24-та, а ниту во 25-та година. Проценката на општина Гевгелија дека е подобро сама да си ги спроведуваат тие активности. Може би и така е подобро, затоа што сега во овој момент, или кога станува збор за поголема територија, за поголема сума, знаете, тогаш е по-атрактивно за повеќе изведувачи и во моментот чекаме одговор од приговор на еден оператор, без разлика според сите законски правила, да не ви објаснувам. Сакам да кажем, како целата на општина Гевгелија, таа работа да извршува индивидуално, значи како општина, да не биде дел од заедничкото прскање. Во врска со што беше и околу сумата. Инаку, за ваша информација да ви кажам,
прочитавте 2023 година 3 милиони денари чинеше прскањето во кога Гевгелија беше дел 3 милиони и 63.000. Во 2024 4 милиони 242, а може да погледнете колку чинеле во 19-та, во 20-та, во 21-та и ќе видите дека минимум цената била 7,5 до 9,5 милиони денари. Значи сме успеале да добиеме и едно ларвицидно или едно прскање против возрастни комарци дополнително за цена што е најмалку дупло поевтина. И тоа е факт. За полначите. Во 24 година беше изработена техничката документација за полначите. Прва таква техничка документација на територијата на Република Македонија изработена од било која институција. За тоа веќе добивме, како да кажам, признание, пофалби, бидејќи многу не е едноставно да поставиш проектна задача за такво нешто, да најдеш повик кој што ќе биде соодветен и на тој повик кој што беше распишан од UNDP и СИДА, ова апликација на центарот беше оценета како убедливо најдобра, со 98,5 бодови. Вториот за нас беше со 80 поени, ако ви е за мислам, како информација. Значи, најиновативна техничка документација изработена во Македонија. Така е оценета. За полначите, да. Значи, ние мора да ги следиме нештата и да ги модернизираме условите во нашиот регион. Ако погледнеме какви се условите, колку возила ќе заобиколат Македонија, бидејќи нема такви брзи полначи, колку туристи ќе заобиколат Гевгелија, доколку нема таков брз полнач, ние не можеме да ги изброиме, затоа што не ги гледаме, одат во своите туристички дестинации низ други коридори, кај што има такви полначи. Исто така, тој е многу значаен услов при увозот на такви возила, посебно за увозниците на нови електрични, плагин и хибрид возила, затоа што еден од условот за да побрзо бидат испорачени такви возила е да има таква инфраструктура на полначи во државата. Значи сме го испитувале нештата од повеќе аспекти и точно знаеме дека овој проект со поставување на брзи полначи, значи не збориме за оние што ги поставува ебана, кои што 10-12 часа е потребно да наполни една батерија, туку станува збор за полначи на кои што можат истовремено да се полнат две возила, е 180 киловати. Некој што е блиско до што има познавање од електриката, јасно му е за што станува збор. Мора да се води сметка за какви локации ќе биде, во близина да има трафостаници кои што имаат доволен капацитет за да ги прифатат таквите полначи, бидејќи ако се испанираат на локации кај што не одговара, нормално дека ќе биде малку потешко за реализација на значи водиме сметка за се. Еве како информација, добро е што прашавте, да ви кажам, да ви одговорам и да го слушне јавноста што значи еден таков проект. И последното по заемници на проекти. Што значат позаемниците? Кога реализира центарот определен проект, прво мора да ја реализира активноста. За секој проект, каде и да е, добива 20%, посебно зборам за пограничните проекти, 20% авансно. Но доколку наеднаш треба да набавиме, пример 4 возила за амбулантни возила, не може едно по едно да ги набавуваме, чинат пример 250 или 300.000 евра, а ние за тој проект сме добиле од прилика 780.000 евра како аванс. Додека не ги платиме ние возилата, да биде направена, како да кажам, верификација на потрошените финансиски средства од страна на контролори, овластени контролори, дека ова е завршена активност од тој проект, ние не можеме да поднесеме барање да не бидат одобрени средства. Затоа во такви ситуации центарот од сопствената сметка позајмува на сметката, на проектната сметка за дадениот проект, за да го реализира
проектот, да го плати, за да може во наредните 3 до 6 месеци да ги очекува средствата да му бидат вратени од Joint Monitoring Committee, односно институцијата која што ги контролира и преку неа се реализираат проектите од прекограничната соработка. Тоа значат позајмиците. Добро ви е забелешката, затоа што добро и да разјасниме на сите, да не мислат дека можеме ние од било каде да позајмуваме на некој или ние да позајмуваме средства од некој. Тоа се нормално сосема други услови за работење. Тоа е, значи, позајмуваш на проектната сметка, се реализира активноста, се плаќаат, има контрола за тоа дека е согласно правилата за водење на проектот, некој за тоа да става контролор подпис, комплетираме документација, доставуваме барање до Joint Monitoring Committee и ни ги одобруваат средствата кои што се должни во рок од 3 до 6 месеци да ни ги вратат на нашата проектна сметка. А од таму од проектната сметка ги враќаме на сметката на центарот. Тоа е тоа, значи од прилика ако пропуштив нешто, мислам дека се имав запишано. Благодарам. Јас мислам дека не пропуштив, тоа обширно беше. Се извинам само колега Апостолов, дали имате некои дополнителни прашања во врска со истото? Да, ќе мора да дозволиме на Демерџиева прво. Значи Демерџиева па колегата Апостолов. Благодарам, председателе. Ви слушнав внимателно, се потрудивте да одговорите. Јас се уште стоам на ставот дека проектите кои што ги најавивте, најверојатно ќе ги видиме за извештајот 25-та, бидејќи во меѓувреме ги разгледав делот за социјална инклузија, например, не се вметнати ништо од активности во 24-та. Во ред ги поздравувам како проекти, во ред е се тоа, меѓутоа не се внесени никако проектна документација и така. Во делот на дезинсекција, ако видите во партнери во имплементацијата, ви е запишено 10 општини во Југоисточниот плански регион, а сега вие објаснивте дека општина Гевгелија не учествува во таа заедничка постапка за дезинсекција, а на вас ви се наведени 10 и Богданци, значи 8, или ако некој друг не учествувал, овде имате грешка во бројот, не се сите 10 општини. И сега веќе кога спомнавте, 23-та беше дезинсекцијата. Еве да се довршам реченицата, не случајно ве прашуваме, затоа што и ние сакаме добра и комплетна информација за 24-та. 23-та, која што беше организирана преку Југоисточен плански регион, вие знаете како тоа се случило со средства, дека помалку се истрошени, ама јас како жител на Гевгелија ќе ви кажам дека баш и не беше успешна дезинсекцијата и заштита од комарци за 23-та. За 24-та ќе си го задржам за сега ставот, бидејќи не сте како регион уклучени, а ќе дискутираме на друга точка. Благодарам. Благодарам и вам. Ќе имате дополнителни или ќе треба да се повторуваме, тоа е. Во реченица две ќе мол. Почитувана советнички, ви благодарам за забелешката, веројатно самиот темплейт останал, бидејќи е извештај за 10 општини. Добро е, значи, тука да се интернира. Овој извештај усвоен од Советот за развој на Југоисточниот плански регион во рокот што е нели согласно закон, а во врска со прскањето со комарци само на кратко, значи сакаш не икаш некој пат кога работиш нешто, ќе научиш нешто плюс. Ако оваа година нема добра заштита, следната година нормално е да има негативни последици во однос на тоа. Колку сакаш прскај, значи си треба континуирана заштита како што треба, согласно нели сите параметри кои што се доволни за ларвицидно, за прскање, посебно ларвицидното прскање. Ако нема доволно заштита ларвицидна оваа година, следната година нормално е да има повеќе комарци. Значи тоа е врзано. Ако една година киксне било кој дел од таа операција, нормално е дека следната година ќе има поголем проблем со воспробувањето со тоа. Уште ли морате?
Благодарам, си го задржав мислењето за 24-та, ама сега бидејќи вие рековте дека резултатите од 23-та се гледаат во 24-та, 24-та не беше катастрофа, значи цела година имавме страшно многу комарци. Значи 23-та, значи сега представникот ме наведе да го давам ставот за 24-та. Иначе не планирам. Благодарам. Колегата Апостолов. Благодарам, почитуван председател, почитувани советници, почитуван представник на Југоисточниот плански регион. И јас ќе бидам краток, ќе се задржам само на две точки, па сакам и одговор да биде краток. Затоа што веќе времето го имаме уште 40 точки. Вака. Првото повеќе коментар него прашање, не е прашање, во однос на тоа што предвидувате да се дадат два дефибрилатора. Тоа е за поставување, едниот ќе биде, колку што разбрав, ќе биде на граничниот премен, а другиот ќе биде на пазар. Добро, оштин там, кај ќе биде ово? Се уред. Ќе зборам за градскиот пазар и за дефибрилаторот. Тој представува многу сериозна машина. Она може да те оживи, може да те убие. Значи, тоа е многу сериозна машина, не е тоа играчка, тоа не е далинско. На пазарот кај ќе се стави? На тезгата? Па тема нема ни еден објект. Или, да не дискутира понатаму, тоа е многу сериозна обука, освен брзата помош, зборам за пазар, освен брзата помош, не може никој да даде, или пак општината, обуката не е така, не е обука на машина да работиш. Обука треба премногу медицинско знаење. Кога да го употребиш дефибрилатор? Тоа е уметноста. Со други зборови, тоа не е проблем на Југоисточниот плански регион, тоа е проблем на општина Гевгелија и нашата организација. Моето прашање ќе биде конкретно докаде е проектот за кој многу дискутиравме минатата година, регионална депонија. Во Гевгелија знаете дека депонијата е од времен карактер. Овој совет ќе си помине и овој градоначалник, наредниот совет сигурно ќе почне да има проблем веќе со времената депонија, а ние немаме ни предвидено каде можеме да поставиме депонија, затоа што јас и минатата година реков дека регионална депонија е добар проект, многу тешок проект за изведување. Еве, свидетели сме што се случува во Битола и Битолско, па ако може малку накратко што станува со регионалната депонија, докаде се стигнати, дали сме напред или назад. Благодарам. Благодарам, Иван. Благодарам. Почитуван советник, мислам дека сте лекар, така. Значи станува збор и ние тоа истото го имавме като забелешка, нели, како што би функционирало, но станува збор за автоматски дефибрилатори, не полуавтоматски, автоматски. Не сум лекар, ме интересирало како би функционирало во рамките на проектот. Значи спомнав 50 лекари од итната помош ќе бидат обучени во Солун, во Република Грција, во Ахепа, општата болница во Солун, со нивни експерти, а тие 50 имаат обврска, односно по планот за реализација на проектот, да обучат најмалку 700 корисници на тие дефибрилатори. Зборам, сите 10 општини, општински згради на општините ќе добијат по еден таков дефибрилатор, трите гранични премини, значи тука треба да ги обучиме цариниците да го користат. Станува збор за автоматски, значи не знаеме дека на многу лекари, тоа го сум го слушнал, вие во пракса сигурно го знаете, им е тешко да го користат дефибрилаторот, затоа што не се сигурни во тоа. Значи станува збор за дефибрилатор кој што се поставува кај што треба да се постави и самиот реагира со зборување назад. Овој пациент не е за да го користи дефибрилатор. Тргнете го. Не сваќаш?
Че водевме сметка за тоа. Ако ставиме дефибрилаторот кои што и лекарите се плашат да ги употребат, имаме проблем. Че сме воделе сметка. Тоа е мојот одговор во однос на тоа, значи ќе надополнам 50, пак ќе кажам, ќе нагласам 50 лекари, ќе ги сертифицираме за обучувачи, а тие 50 ќе обучат најмалку 700 луѓе за да ракуваат со овие дефибрилатори. Тоа е, значи, отприлика се обидувам на кратко. Во однос на регионалната депонија, досега и имаше некои иницијативи, не можам да дадам одговор, бидејќи ние не сме институцијата од која што зависи дали ќе отпочне реализација на таква депонија, но долги години порано како директор на комунален сервис во Ландо бев вклучен како председател на совет, точно знам што значи за нашиот регион регионална депонија. За таа сметка ќе надополнам во прашањето, значи може да се јави одреден отпор за такви депонии во еден од проектите, во активностите имаме обврска да ангажираме експерти, да ги мапираме сите диви депонии во регионот. Точно да знаеме колкав отпад е ненаменски и на места кај што не треба фрлен во регионот, сите знаеме колку диви депонии ги гледаме секојдневно, и да се со таа стратегија треба да се направи план како тие сите диви депонии да бидат исчистени, дислоцирани, како да се воспостави систем, повеќе тоа да не биде навика на граѓаните. Сепак некој треба да го фрли, нема да ни го донесе некој од страна да ни го фрли покрај нашите куќи или ниви или било каде. Чи мојот одговор, сакам да ви кажеме, ние не сме надлежна институција, туку само сакам да нагласам кои се нашите заложби за да добиеме една таква регионална депонија. Да не ни се случи отпор кај населението, каде што некаде во близина на некое населено место треба да се изгради таква депонија. Засега по план е Доброшинци во општина Василево, кај што веќе има депонија која што ја користат Струмица и Василево. Во еден друг проект имам испланирано сите невладени еколошки организации од регионот, сите новинари, представници на советите и на општините, заедно некаде околу 70-80 луѓе да организираме посета на депониите во Серес и во Солун. Да видиме точно што значат тие за средината. Што значи организирана депонија? Ако се јави некоја иницијатива, ова многу загадува, тука ова ќе биде штетно по граѓаните, не може никој да му одговори. Така, ќе одиме, ќе видиме како функционираат нашите пријатели во Грција, како функционираат тие депонии и новинарите и невладиниот сектор ќе имаат обврска и представници, се извинам, заборавив, од местните заедници на местото каде што би можеле да бидат засегнати луѓето. И они ќе имаат обврска тоа да го презентираат меѓу граѓаните на населеното место, медиумите нормално во нивниот етер, невладиниот сектор помеѓу нивните приврзаници, односно како да кажам соработници, и едноставно да изградиме една слика што ќе значи тоа, за да никој нема можност да манипулира како би функционирала една таква депонија, ќе имаме после, тој процес не може да се, без разлика кој е власт или не е власт. На нас ни е битно да создадеме услови, тоа е моето мислење и нашата стратегија, да добиеме една таква депонија, кај што организирано, квалитетно, ќе се депонира отпадот и да има што е можно помалку последици по животната средина. Ако ние имаме 1000 диви депонии, карикирам, најмалку се 1000 во нашиот регион и цел тој смет, цел тој отпад го канализираме и го собереме на едно место во регионот, под услови, мислам, со најсовремена технологија за обработка на тој отпад, селекции, што ти знам, таму си има експерти за тоа. Која е придобивката? Придобивката е за сите во регионот. Тие ќе добијат компанија која што ќе вработува луѓе, а останатите ќе добијат чиста животна средина. Тоа мора претходно да се подготват сите услови. За жал,
направени се сериозни грешки претходно, не сакам да кажам во кое време за да не изгледа дека некого сакам да обвинувам. Нашата депонија што е планирана во Доброшинци за Југоисточниот плански регион, според новите планови што се направени, треба да биде депонија и на Вардарскиот плански регион. Таа стратегија е направена. А депонијата во Свети Николе во Мечкуевци, кој што припаѓа на Вардарскиот плански регион, треба да биде депонија на Источниот и на Североисточниот плански регион. Не можеме да го враќаме процесот назад. Ни владата, никој. Потпишеме договор, добиени се средства за реализација на такви проекти, нема враќање. Како сега, например, Велески има на 230 км депонија, ќе треба отпадот да го депонира на 130 во Доброшинци. Некој или не знае географија што ги работел тие стратешки документи и за сметка на тоа ќе мора да направиме некои одредени поместувања. Не мора, ако одговара Гевгелија заедно со моето размислување е тоа. Со Кавадарци и со Неготино на едно место да го депонира отпадот, нема што да оди во Доброшинци. Пример. Иако подалечина во километри тука некаде. Ама станува збор за општини што би било оддалечени по 100 километри. Деваре оддалечен од Новаци 130 км. Пример, значи, многу е значајно навремено, веќе стратегијата е промашена, се надевам дека ќе има можност. Ние како Југоисточен регион немаме штета. Тоа е, Доброшинци е предвидена пред 15 години и сега е тоа исто. Значи, можам само така да ви дадам информација за некои работи што се во тек, а тоа, пак ќе ви одговорам, не е надлежност наша. Не е наша надлежност, Апостолов. Благодарам за одговорот и можеме да се слажеме во едно исто, дека за сега, после 25 до 30 години, овој проект не е од сега, регионална депонија е мислена именка. Благодарам. Благодарам. Благодарам и вам. Друг некој за збор, колеги? Повелите. Петров. Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитуван градоначелник, почитуван директоре. Јас имам 3 кратки прашања, ако ми дозволите. Првото прашање се однесува на кои проекти се реализирани во 2024 година во делот на стратешката цел 4, тоа е развојот на конкурентно земјоделство и унапредување на квалитетот на животот во руралните подрачја. Колку средства се потрошени за тие проекти? И третото прашање што сакам да го поставам е дали во план на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е набавка или инсталација на уреди за противградна заштита или пак притисок до Министерството за шумарство и водостопанство за инсталација на такви уреди, бидејќи вие знаете и ние сите знаеме дека овој регион е доста земјоделски. Пред неколку дена имаше страшно невреме град во Струмичките села кој што имаше голема штета и така да не може да планираме долгорочно земјоделството доколку не спречиме одредени, а можеме да ги спречиме одредени природни катастрофи во иднина. Благодарам. Благодарам вам, колега Петров. Може и од место. Почитуван советник, ви благодарам на прашањата во однос за програмата за земјоделство и рурален развој. Значи, тоа е, како што споменав на почетокот, темплейт. Ние добиваме средства за реализација на одредени програми за кои што одлука носи Советот за развој. Како да кажам, секоја година во рамките на буџетот одреден процент се е предвидено, значи максимално, мислам, околу 1 е обврска за рамномерен регионален развој. И ние како корисници на само еден мал дел од тие средства како центар, односно како регион, ги користиме. Има некоја година се предвидуваат повеќе пари, некои години повеќе средства се предвидуваат преку други програми за да ги добиваат општините, значи во однос на тоа, во однос на земјоделството имаме еден аплициран проект. Не можеме ние, например,
не креираме. Ние, ако ви спомнам, дека сме институција со 7 вработени, кое што реално постигнува сериозни резултати за целите кои што се поставени пред нас, за земјоделството. Таму одговорот е на друго место. Имаме ние надлежно Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Доколку тие, например, објават некоја програма, некој повик, ние заедно со општините претежно аплицираме за изградба, односно реконструкција на полски патишта. Тоа ни е отприлика, тоа се активностите во последните 10 години. 2, 3, 4, 5 полски патишта отприлика на неколку години се реализираат. Тоа е активноста во тој дел. Сега во 24-та мислам дека имаше, ама беа во 2 општини. Чинам беа, односно 3, Василево, Босилово и Струмица. Пократки со помали средства беа. Станува збор за вкупно не повеќе од 1-2 милиони денари средства за такви проекти. И другото беше и тоа исто за противградобијниот систем, не е надлежност на центарот. Добро е нели да го комуницираме на станите, односно во рамките на активностите кои што ги имаме. Добро е прашањето, имаше повеќе полемики минатите години, барем 10 години, колку што се сеќавам во јавноста, во државата, како тоа да се организира еден систем за заштита од град. Нашиот регион трпи доста штети. Да не должиме тоа, граѓаните го знаат, немаме надлежност, не можем да ви дадам некој конкретен одговор. Ви благодарам. Благодарам. Петро, тоа ви одговорите? Доколку не се јавува друг за збор, тоа уште Димирџиева. Друг нема, Димирџиева по втор пат, и полика за угрожаване. Оно што јас испуштив да го прашам, бидејќи се работи овде за една програма за развој за периодот 21-26 година, околу износот, вели вкупна вредност на проектот, дали тоа се однесува на вкупната вредност која што е потребна дури за долгогодишни објекти, пример проекти, ако некој проект трае 3 години, вкупна вредност од 10 милиони, дали тие 10 милиони овде ги гледаме, или за колоната вкупна вредност на проектот, дали ви е за целиот проект, дури и тие што се повеќе годишни. Значи, колоната вкупна вредност на проектот, еве првата страна од вашиот извештај, дека кај што е 370.000 денари. Сега не знам дали ова се работи за проект едногодишен или повеќе годишен. Добре. Дали доколку проектот трае повеќе години, јас сега не знам кои од проектите траат повеќе години, кои се само од 24-та, затоа ве прашувам. Дали е овде вкупниот износ на проектот? Тоа е едното прашање. Второ, разјаснивме, ми рековте дека информациите за општина Гевгелија ги пополнува општина Гевгелија. И во вкупниот износ реализирани средства, колоната реализирани средства, дали се вкупно средствата и од Југоисточен плански регион и учество на општина Гевгелија. Ме разбравте, значи дали е тоа вкупниот износ на средства што го гледаме. Пример, изградба на нови линии за улично осветлување, вредноста 1 милион, реализирани средства 1 милион, корисник општина Гевгелија. Дали е тоа износот збир од учеството и средството од Југоисточен плански? Благодарам. Мислам дека еве дополнително, значи за првото што го прашавте, значи станува збор за од одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој втора фаза, финансирано од Министерството за локална самоуправа и швајцарците, што милуваме да кажем SDC, че тука се предвидени 370.000 денари, значи кога е земен пресек, значи тука станува збор организирање на одредени работилници
имаше оваа година од областа на социјалната заштита една работилница, исто така, како се викаат, форумските сесии, кои што се две, со представници од местни заедници, од општини. Значи тук не, молим? Од прилика, не, ова е од прилика за една година. Не од прилика, туку за една година е пресекот, значи годишно подпишуваме договор со Министерството за локална самоуправа за реализирање на одредени активности. Тоа е. Значи не. И другото се за општина Гевгелие, тие проекти што ги наведовте во самиот извештај не се реализирани преку центарот, нели се сеќаваме, немаме ние имаме 7, 8, 10 десетина проекти по еден во секоја општина, значи тие се дел од самиот темплейт кој што го пополнува општината Гевгелија. И сега таму во одредени дејности е поделено за улично колку е за одредени активности, значи не е преку нас. И претходно да говорих, не е реализирано преку центарот. Ова се средства кои што годишно ги користиме од Молос. Демерџиева, тоа ми одговорите. Друг за збор? Нема. Благодарам председателя, почитувани советници, почитуван градоначалник, почитуван директор на Југоисточен плански регион. Тоа беше, јас ќе бидам краток, се надовозам на вашиот последен одговор што го дадате сега. Значи, затоа беше прашањето, односно барањето, не само денеска, мислам пред 2 дена на комисии кон вас, меѓутоа и минатата година, сигурно знаете, и пред минатата година, значи не е ова сегашна ситуација, дека добро е, освен ова што го ведете темплейт, да, меѓутоа добро е на совет до вас, при посета на општините, да има конкретно за секоја општина по-отделно. Бидејќи, ако ја земете вашиот извештај, што го гледаме сега, во делот на финансирање, ќе видите дека добар дел од средствата се финансирани од буџетот на општина Гевгелие. Тоа го праша колешката, значи, кои се средствата кои што ги добива општина Гевгелија од Југоисточен плански регион или преку него. Јасно е што пишува таму, јасно е дека програмата е за период 2021-2026, некои проекти се повеќе годишни, тоа е неминовно, и како се реализираат во фази, така се испекат најверојатно трошковите. Меѓутоа, тоа ни беше идејата и целта не само за општина Гевгелие, туку и за другите општини, да видиме конкретно што во минатата 2024 година е направено од Југоисточен плански регион за општина Гевгелие. Ова што вие го напоменавте како проекти во ред, тоа е административна работа, тоа ќе го видиме оваа година, рековте дека во завозилото може би да биде во рок од 10 месеци. Тоа може да биде и 2026 реализација. Никој тоа не знае, како што беше претходно за противпожарното возило кое го чекавме 3-4 години заради ковидот или заради нешто друго. Ова може да биде исто така во 2026 година. Затоа баравме по-конкретно што е тоа што е направено, бидејќи јасно од извештајот кој е финансиерот на одредените ставки или на одредените проекти во вашиот извештај, бидејќи на Југоисточен плански регион. Еве ќе ви дадам еден пример, Вкуси до југот, вредност на проектот 1.200.000 финансиера општина Гевгелие. А стои во вашиот ама стои во вашиот извештај на Југоисточен плански регион. Тоа сакам да ви кажам. И ние тоа го побаравме што конкретно. Меѓутоа, рековте дека таков е системот, во ред, го разбираме, не е од сега, меѓутоа добро е да се направи промена во тој дел. Во делот само ќе надополнам на дезинфекцијата се збореше многу јасно кратко. Точно, имате грешка во документот, бидејќи не се 10, туку се 8 општини, а и вредноста, ако биде 10, сигурно било по-големо од 4 милиони колку е таму внесена, и битна ефикасност за мене. Немно. Во Гевгелија денеска последете малку ќе видите од вечерните часови што има. Во Болкарис. Рековте дека ларвицидното е битно, и тоа не е тема на оваа ваша точка, ќе го зборуваме ние на некои други точки по советници. Да, успешноста на дезинсекцијата е едновременото одзивање на сите фази во таа постапка. Меѓутоа, за жал, видејќи и корешката, тоа не е направено како што треба. Благодарам. Доколку учествувате за потребна консултација беше само да се отклучи. Колеги, заокружуваме дискусија.
Немате за збор, бидејќи нема, го затвора претресот. Го благодарам на представникот за присуството. И предлог заклучокот го ставам на гласање. Кој е за? 10 за, против, воздржани 9. Констатирам дека предлог за заклучокот е усвоен. Точка 2. Предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година за периодот 1.1.2025 31.3.2025 година. Представникот поведувач. Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, според член 32, градоначалникот доставува до Министерство за финансии и до Советот на општината квартални извештаи за извршување на буџетот. Од вкупно проектираниот буџет на општина Гевгелија за 2025 година на 741.302.538 денари, реализирани се вкупно приходи во висина од 196.089.195 денари или 26,45%, од кои тековно оперативни приходи се 193.197.800 денари и 2.891.395 денари капитални приходи. Вкупно реализираните приходи и расходи на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година за периодот 1.1.2025 до 31.3.2025 година се прикажани во образецот К1, од кои приходи на основниот буџет 109.089.756 денари или 30% од планираните 363.632.321 денари. Приходи од дотации 80.618.347 денари или 23,14%. Приходи од донации учествуваат со 2.646.342 денари или 30,99%. Приходи од самофинансирачки активности на буџетските корисници од дејноста на образованието, културата и детската заштита 3.734.750 денари или 17,95%. Структурата на реализирани вкупно приходи на буџетот на општина Гевгелија во период од 1.1 до 31.3.2025 година во висина од 196.089.195 денари по група на приходи е следната: даночни приходи 56.765.055 денари или 28,95%, неданочни приходи 4.095.960 денари или 2,09%, капитални приходи од 2.891.395 денари или 1,47%, трансфери и донации од 132.336.785 денари или 67,49%. Во овој период реализирани се расходи во висина од 190.957.570 денари. Вкупните расходи се состојат го имаат учеството на расходи во следните поединечни буџети, кај основниот буџет од 109.089.756 денари или 57,13%, приход на буџет на дотации 76.293.992 денари или 39,95%, кај самофинансирачките активности 3.734.750 денари или 1,96%,
и на донации 1.839.072 денари или 0,96%. Структурата на реализирани вкупно расходи во висина од 190.957.570 денари, прикажани во кварталниот извештај на буџет на општина Гевгелија за период од 1.1 до 31.3.2025 година, по група на расходи е следна: за плати и надоместоци 84.046.364 денари или 44,01%, резерви и недефинирани расходи 590.000, 0,31%, стоки и услуги 39.351.411 денари, каматни плаќања од 2.245.083 денари, субвенции и трансфери 23.152.046 денари или 12,12%, капитални расходи од 35.471.299 или 18,58% и отплата на главница од 6.101.367 денари или 3,20%. Структурата на реализирани расходи во основниот буџет во висина од 109.089.756 денари, прикажани во кварталниот извештај на буџетот на општина Гевгелија за периодот од 1.1 до 31.3.2025 година, по група на расходи е следна: за плати и надоместоци 14.495.722 денари или 13,28%, резерви и недефинирани расходи од 590.000 или 0,45%, стоки и услуги 29.667.394 денари или 27,20%, субвенции и трансфери од 22.329.417 денари или 20,47%, капитални расходи 33.660.773 денари или 30,86% и отплата на главница од 6.101.367 денари или 5,59%. Во образецот К2, кварталниот извештај за достапени и ненамирени обврски на општина Гевгелија, прикажани се обврските за добиени фактури и ситуации кои не се исплатени до 31.3.2025 година, а се во вкупен износ од 35.577.301 денар за орган на општина Гевгелија. Исто така, во овој квартален извештај во образецот К3, квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните предпријатија основани од општините за период од 1.1 до 31.3.2025 година, прикажано е и задолжувањето на општина Гевгелија и задолжувањето на комунали. Со извештајот можеме да потврдиме дека имаме одлична реализација, посебно кај основниот буџет и реализација на капиталните расходи. За прашање повелете. Благодарам на представникот. Повелете седнете. Отварам дискусија. Колеги кои се јават за збор. Раманчева е за збор или би се причинил? Раманчева. Благодарам, председателе. Почитуван представник, почитувана јавност. Точка на дневен ред, кварталниот извештај на буџетот на општина Гевгелија 1.1.31.3.2025 година. Според мене, очекувани бројки во овој квартален извештај, земајќи го во предвид предлог буџетот за 2025 година. Зошто очекувани бројки? Ќе започнам по ред. Во прво делот на реализацијата, кај приходната страна,
Кога го расправавме предлог буџетот, укажавме повеќе пати, кажавме дека планирањата не се во ред, дека бројките во планираниот буџет треба да бидат поголеми, не се реални. И сега во делот на реализацијата, и тоа само за 3 месеци од оваа тековна година, се покажува дека е така. Кај ставката даноци на специфични услуги, реализацијата е 50%. За првите 3 месеци од оваа година реализирано е 50% од оваа ставка. Што останува до крај? Уште 3 пати по 50. Значи може да се случи вакво нешто, затоа што планираниот буџет не е во ред. Кога продолжуваме понатаму во анализата за реализацијата, доаѓаме до делот трансфери од други нивоа на власт. Исто така и тука реализацијата е 50% од планираната вредност. До крајот на годината ќе биде 200% реализирано трансферите од другите нивоа на власт. И ова не е во ред. Понатаму, капиталните приходи. Сега тука имаме друг момент. Во делот на капиталните приходи, кај ставка, една е ставката, приход од продажба на земјиште и нематеријалните вложувања, привлекува внимание, тука реализацијата за овие 3 месеци е само 10%. Значи, планирано, а реализирано продажба на земјиште, на јавно земјиште, реализирано само во износ од 10%. Или не е добро испланирана продажбата, или е ставена во мирување овој дел во однос на реализацијата, поради некои причини. Сигурно има причина зашто е така. Понатаму, во делот на расходите. Сега, бројките за реализацијата во делот на расходниот дел на буџетот на општина Гевгелија, ќе кажам, иако не сакам да кажам, по мене се катастрофа. Катастрофални бројки. Зошто? Реализацијата е како што треба да биде само во делот на трошоците за плати и надоместици. Така како што треба да биде. Сите други трошења, ставки, реализацијата се надминува и тоа вака. За комунални услуги и грејење за 3 месеци потрошени се од планираните пари 67%. Зарем ова е во ред? За материјали и ситен инвентар од планираните средства потрошени за 3 месеци 40% од парите. За поправки и тековно одржување 50% од парите се потрошени за 3 месеци. Договорните услуги исто така 36% од парите потрошени. Други тековни расходи 40%. Трансферите до невладните организации се 60% потрошени парите за 3 месеци од оваа година. Понатаму, кај капиталните расходи имате потрошено во одделните ставки, меѓутоа ставката купување на возило еднаш беше, еднаш не беше, сега пак е тука оваа ставка од 2.400.000 денари, само кај таа немате потрошено пари. Овие пари си ги чувате, понатаму ќе разговараме во другата точка за овие пари. Ако на овие сметки од расходната страна на буџетот ги додадеме, понатаму ви следува делот за доставствени неисплатени обврски. Значи, оваа ви се направени трошоци, меѓутоа не ви се платени, не ви се реализирани. Ако тука ги додадеме сите ставкички, комунални услуги, материјали за ситен инвентар, ги додадеме во реализација, па сите планирани пари за буџетот од 2025 година ви се потрошени и повеќе пари ви се потрошени од тоа што е планирано за цела година, а вие ги трошите за само 3 месеци.
Со вакви бројки на реализација, мислам дека не треба да се фалите пред јавноста на граѓаните, пред граѓаните на општина Гевгелија, затоа што ваква реализација не е добро. Не е добро, сега зборувам од економски аспект. Не е добро ниту премногу да се надминува реализацијата, ниту тоа да биде многу под планираното. Едноставно со ваква реализација добиваме впечаток дека вие навистина не знаете што правите со парите во буџетот на општина Гевгелија. Благодарам. Благодаря ви вам. Праше ги немаше. Кажи ми